Bismillah, assalamu alaikum wa rahmetullah. Се надевам дека иншалла не слушате и не пратите. Моментално гледам само 5 гледачи, значи очекуваме вклучување на повеќе. Денеска како гостин овдека во нашето студио го имаме професорот по исламски науки шейх Али Шабани, иначе е шеријатски правник, завршил Јордан. Денеска ќе се обидиме со ваша помош исто иншалла и со вашите прашања малце да заразубавиме оваа тема. Веќе ние се дружиме веќе 3 години. Аллах ни овозможил да сепак ние овдека се сретнуваме заради хајр, заради корист. Знаете дека освен предавачите кои што биле порано, освен шейх Али денеска, значи биле шейх Талха Куртиши, Ахмед Јашари и други, нели, кои што го исполнуваа овој, да кажеме, интернет простор. Така да иншалла се надевам дека денеска ќе се вклучите активно и со ваши прашања ќе пробате, значи да ви ги разјасни одредени работи. Пред се интернет просторот, пошто шеј Али има една тема интересна, таа е за знаењето, и продолжуваме, значи, со дружење на даите, значи он ќе продолжи и наредната недела, иншалла, и понаредните недели. Сепак вие, као некои кои што треба поише, значи да се ангажирате, кои што со другите градови, да дојдете да слушнете, треба некои работи да ги укажеме пред да почне шејх Али, малце да не му одзема многу од времето него и на вашето драгоцено време. Значи тоа е нешто што го спремивме, а го имате во виртуелната медреса што специјално ја спремивме, значи за вас. Се надевам дека камерата функционира, работи, може да не видите. Имаме еве и овака 2D микс ке направиме, што се вика, што може да читате и да не гледате. Значи овде се работи за онлайн изучување, проверка на озбилност која што сите ние треба да имаме. Значи да се учи за ислам преку интернет треба многу самодисциплина, не само што треба да се седи пред монитор да се внимава, проблем е што онлайн студентите, значи и вие слушателите треба да одговарат сами за себе. Значи вие таму сте сами, од нас не може никој, освен нормално кој што е богобојазен, кој што знае дека треба да се плаши од Аллах, значи како ќе се однесува пред мониторот. Тие што започнуваат онлайн курсеви или онлайн слушање треба да бидат многу поозбилни, треба да го потрошат своето време и да изучуваат оваа вера. Еве некои битни напомени, да не одам сега јас тука покрај оđe да држам сега да кажам хадис и ајати, али ќе кажам, значи, што треба да бидете. Значи точноста е, треба да се даде респект кон знаењето, значи точност со време, со започнување, со завршување и со нормално фокусираност да се дојде на време и да се овозможи тој простор да се ослободи. Комплетна фокусираност. Значи внимание, еден предизвиците да не се биде дефокусиран, односно да се нешто да ви го одвлекува вниманието, да играте на, не знам, на мобилен, на компјутер, туку да сватите дека ова предавање уживо и дека вие сте како пред еден оđa алим кој што жртвувал свое време и сите ние жртвуваме за да дојдеме, за да вие бидете тука присутни, за да можеме заедно да учиме и изучуваме оваа Аллахова вера. Да го почитуваш учителот, значи да не го прекинуваш, да не му влегуваш у збор да нон-стоп, ете, туку на крај оставите ги прашањата, да се облечеш како за час, да се остане во контакт, значи целото предавање се дослуша, за тоа имате награда, не само се влезе и да се излезе, ја вика, немам ништо попаметно, туку тоа е за да се свати озбилноста на онах кој што ние заеднички пробуваме да го направиме. Немој да снимате без дозвола. Значи нешто што мислите, немојте да го да го вадите, да го сецирате и да го после да го искористите за нешто што не е, тоа не е ни од адаб, ни од ахлакот, туку е нешто што е фитна нормално помеѓу луѓето, кое што може да се стори неправда кон некого без знаење или сознаење, што е голема опасност. Потоа, да и со значење на онлайн учење, како е учењето живо, или како што трошите време таму да ги посетите наставите, училиштата и така натака, и ова е едно уште побитно знаење, тоа е знаењето за Аллах, за неговите мелеци, за она кој што е Аллаховата вера, и ова е уште побитно.
Имај стрпливост за работите што ги знаеш. Потоа, имај стабилен другар, изгаси ги сите вебсајтови, твоите забелешки ставај ги на лист, седи на клупа или на маса, немој да лежиш на кревет, така натака, тоа не е од ЕДЕП. Спреми се како да е часот уживо, спреми ги своите пенкала, своите тетратки, поучи ја фамилијата ако можеш, значи повикај ги, ако не, изолирај се и слушај. На секоја работа дај го своето право, значи ова посебно, овие сат време, исклучете све, фокусирајте се на предавањето и повтори си, значи ако имаме нешто што сме го учеле денеска, повторете се го, зашто има право и нели професорот или оджата да ве праша нареден пат за она што сме го учеле. И чини дова кајала за нас и моли се твоето знаење исто така да биде поголемо, рабини илмен, а не, значи да биде тоа доказ за тебе, а не доказ про тебе и да го молиш Аллах да го заврши започнато. Шејх Али, јас толку имав, само, еве, ако има некое прашање, пошто гледам, може би не слушаат сите, се надо, lost signal. Значи не може да се види видеото? Еве, добро. Значи, кидаме, значи без камера тогаш овој пат, само скрин. Јас мислев дека камерата снима, неверојатно нешто изгубено. Али хајр. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك العلم النافع ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Благодарност му припаѓа на Аллах субханаху таала, створителот на световите, а салаватите и нашите срдачни поздрави нека се на нашиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ве селем, за неговата чиста фамилија, за неговите верни другари, сахабите и за сите оние кои го пратат сунетот на Расулуллах салаллаху алейхи ве селем све до судниот ден. Ја пак му се заблагодарам на Аллах субханаху таала за ова средба, да почнуваме и сегогаш да сме заедно на вакви средби, кога се надеваме дека Аллах субханаху таала ќе има милост над нас за ова што го правиме. За утре да бидеме сите заедно во џеннет со милоста на Аллах субханаху таала. Овие средби не се обични средби. На овие средби присуствуваат и мелеци, и ангели, односно ангели, и за тоа што муслиманите кога се среќаваат, изборуваат, го спомнат Аллах субханаху таала, донесуваат салавати на Расулуллах салаллаху алейхи ве селем, тие присуствуваат во вакви средби и се молат за нив кои присуствуваат. Да Аллах субханаху таала да ги им прости гревовите на тие што присуствуваат на вакви средби. Во оваа наша средба ќе почнеме иншаллах со првата тема, и тоа е за знаењето. Значи пред да почнам да зборувам за знаењето што нас не интересира, за корисното знаење, тоа е да го знаеме нашата вера, да ја познаваме и се што ни е потребно да за утре да бидеме од ехлул џенне, од тие што се во џеннет со милоста на Аллах субханаху таала. Ние како луѓе имаме фази во нашиот живот. Човекот ќе се роди, после старе и се дели од овој свет. Ние тука во овој свет и живееме една фаза и никој не е вечен.
секој еден ден ќе се дели од овој свет. Сите овие фази што ги живееме во нашиот живот, сите се врзани со знаењето. Психолозите викаат дека човекот кој се раѓа табула раса. Значи празен лист, бел лист, не знае ништо. И Аллах субханаху таала така вели во Кур'ан: "Валлаху ахраджакум мин бутуни уммахатикум ла та'ламуна шеја." Аллах субханаху таала ќе ви извади од утробата на вашите мајки и така кога ќе се раѓате не знаете ништо. И почнува човекот нешто со инстинкт, па после кога ќе порасне, визуелно ќе научи нешто, па после теорија и така се до последниот здив. Целиот живот, сите тие фази се врзани со знаењето. И Аристотел, што се знае во историјата на филозофијата, дека бил најучен човек, тој кој е стигнал максималниот степен на знаењето, рекол: "Сега знам дека не знам ништо." Значи, кога го рекол тоа? Кога го постигнал највисокиот степен на знаењето во неговиот живот, рекол: сега сум сфатил дека не знам ништо. Затоа Аллах субханаху таала секогаш ни вели нас и не учи да бараме од Аллах субханаху таала ние да знаеме, да не научи нешто што ни е корисно во овој живот и за животот на судниот ден. И секогаш ни вели вика: "Кур рабби зидни илма." И секогаш вели: "О Боже, дај ми знаење, корисно знаење." Значи човекот секој ден треба да живее со ова молитва. Жидовите кога дошле кај Мухамед салаллаху алейхи ва саллем, го прашале за душата. Душата никој не ја видел. Тоа е во нас и човекот со душата, која има душата и телото, е живо суштество. Кога се дели душата од телото, умира човекот. Но таа душа никој не ја видел. Никој не знае како е. И дошле жидовите го прашале пратеникот Мухамед салаллаху алейхи ва саллем за душата. И одма се објавил ајетот: "Јес'алунека ани рух, кули руха мин амри рабби, ва ма утитум минал илми илла қалила." О Мухамеде, те прашуваат за душата. Вели, кажи на нив дека душата им припаѓа, за душата, знаењето за душата им припаѓа на Аллах. А вие во врската за душата знаете само малку. Многу малку знаење. И овие психолозите што пишуваат книги, големи книги, волуминозни книги, тоа е пак малку спрема тоа што што се наоѓа во душата, што треба да се знае во врска со душата. И само Аллах субханаху таала го има апсолутното знаење. Ние, нашето знаење е релативно, можеме да знаеме, но пак тоа наше знаење е релативно. Затоа човекот колку и да знае, пак не треба да се чувствува дека знае секогаш ни останува во нас нешто што не знаеме, тоа што е во нашите околности. Аллах субханаху таала во еден ајет вели: "Кул хел јестави аллазина ја'ламун валлазина ла ја'ламун." Поставува едно реторичко прашање и вика: дали се заедно или дали се овие што знаат и овие што не знаат не се еднакви. Значи, само прашањето ни кажува дека не се еднакви. Кул хел јестави аллазина ја'ламун валлазина ла ја'ламун, значи дали се еднакви овие што знаат и овие што не знаат, значи не се еднакви никогаш.
овие што знаат се различни од овие што не знаат. А тоа ни објаснува ајетот во суратул Муџадела, ајетот 11, која Аллах субхану таала вели يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah subhanahu wa ta'ala ќе ги воздигнува тие што веруваат. Сите обширно. Али والذين أوتوا العلم درجات. А оние што им дало знаењето, тие ќе ги воздигне во многи високи степени. И Ибн Абас врска со овој ајет вели дека еден степен према другиот има разлика 500 години. Со знаење човекот малку да знае од другиот, да биде еден степен повисок од другиот, значи 500 години. Тоа е 500 години кај Аллах субхану таала, еден степен од другиот степен. И тоа ни дава знаење на нас дека Аллах субхану таала многу прави разлика меѓу учените луѓе. Кои учат повеќе, тие се во повисоки степени. Значи, и нашата средба сега, како ја, например, и секој што слуша, се воздигнува во степени. И тоа степените на знаењето. Аллах субхану таала од сите ибадети, од сите што правиме ние од нашите ибадети во нашиот живот, многу значење му дава на знаењето. Оти без знаење ништо не можеме да сватиме, ништо не можеме да правиме, се што ќе правиме погрешно. Затоа кога гледаме во објавата, првиот ајет што се спуштил, што се објавил, е ајетот од сурат Ал-Алaq, Икра, значи Икра бисми раббика аллади халак. Ти читај, студирај во името на твојот Бог што створил све. Не се објавил ни за да клањаш, ни како да постиш, него првиот ајет бил Икра, значи читај, студирај во името на твојот Бог што створи све. Значи со овој ајет, ако го сватил човекот, после сите други работи према читањето ќе ги свати и сите други обврски. За да знаеме и разликата меѓу најучените луѓе и оние што не знаат, и еден ајет ни дава еден детал и вика иннема јахша Аллахе мин ајбадихи ал улема. Значи сите Аллахови робови и оние што знаат и оние што не знаат, Аллах субхану ва таала прави една разлика во врска со знаењето. Вика иннема јахша Аллахе мин ајбадихи ал улема. Значи меѓу робовите на Аллах субхану ва таала повеќе што се плашат од него се улема, што се учењаците. Тие што го познаваат Аллах субхану ва таала подобро, што ја знаат верата подобро, тие му се плашат повеќе на Аллах субхану ва таала. Тоа е од респектот што го чувствуваат во нив према Аллах субхану ва таала. Тоа е знаењето. Човек ако стекне знаење, со тоа знаење ќе учи верата, па ќе види што има, какви обврски има, зашто живее во овој свет, што му е улогата во овој свет. Замислите, човекот многу би бил понижен ако не знае зашто се створил, што му е улогата на овој свет. Се што имаме овде околу нас, секој дел, секој нешто што сме го правиле ние, има една улога. И чашата што пиеме вода има улога, да ја држи водата. Ако се скрши, веќе не ја врши таа улога и ќе ја фрламе, не ја врши таа улога. А ние како човек, како луѓе, и ние имаме улога, и тоа улога ние да го обожаваме Аллах субхану ва таала. Човекот, ако не го обожава Аллах субхану ва таала, неговиот Бог, значи не ја врши таа улога. Не учи за тоа. И тој човек ќе биде како скршеното
скршената чаша. Не може човекот да живее тука во овој свет без никаква улога. Има улога и тоа е обожавањето на Аллах субханаху таала и таа улога треба да ја има во неговиот живот. И тоа може да стекне спрема знаењето што ќе го стекне во неговиот живот. Затоа во хадисот што го пренесува Муавија радијаллаху анху, вели Мухамед салаллаху алейхи ве селем: "Мен юридиллаху би хајран юфақиху фи дин." Значи, за оно што Аллах субханаху таала сака хајр, сака да има добро за него, ќе го прави така со себе да го научи, да ја научи верата. Значи, мен юридиллаху би хајран, за оно што Аллах субханаху таала сака хајр, добро, юфақиху фи дин, ќе го прави да го свати верата. Многу е битно ние нашата вера да ја сватиме и да видиме какви обврски имаме ние како луѓе према нашиот Бог. Во хадисот од Ибн Месуд радијаллаху анху, Мухамед салаллаху алейхи ве селем вели дека ла хасаде илла фи итнетейн. Значи, човекот, Аллах субханаху таала, човекот на некој му дава и знаење, и со тоа знаење раджулун атаху Аллаху малан фасаллатаху ала халакатихи фил хак. Значи, Аллах субханаху таала му дава на некој да има, да е богат и тој знае како да менаџира тоа богатство. И раджулун атаху Аллаху al-hikma фахуа јакди биха ва юалимуха. И на некој му дава знаење и со тоа знаење знае како да го шири тоа знаење. Значи, овие два случаја не треба човекот да има инат према другиот. Аллах субханаху таала за кој сака му дава тоа што сака. Друг хадис, ова е за сите нас, ја како што зборувам и вие што слушате, за Аллах субхано, пратеникот Мухамед салаллаху алейхи ве селем вели: "Беллигу анни валеу аје, беллигу анни валеу аје." Значи, од мене, ако слушате и еден ајет, ако ќе го научите и еден ајет, тоа да го предадете на друг. Значи, со овој хадис сите имаме обврска да ја шириме ова вера. Значи, колку што знаеме, толку што знаеме, тоа треба да го шириме, да ги учиме нашите деца, нашите жени. Секој има обврска. Куллукум раин ва куллукум масулун ан раијати. Секој од нас е чобан или пастир. И тој е одговорен за неговата фамилија. И една одговорност е колку ги научил од неговата фамилија, жената, децата и кој ги има во неговата фамилија. И ова е една одговорност во судниот ден. Значи, беллигу анни валеу аје, и еден ајет ако ќе научите од мене, тоа треба да го ширите кај другите. После и една што има врска со нас, во хадисот од Ебу Хурейре радијаллаху анху, пратеникот салаллаху алейхи ве селем вели: "Умен селеке тариқан јелтемису бихи илмен сахел Аллаху леху тариқан илал џенне." Тој што ќе чекори се до едно место каде ќе стекне знаење. И со овој пат, мен селеке тарикан, значи кој ќе ходи по овој пат, јелтемису би илмен, значи има ниет да стекне знаење, сахел Аллаху леху тарикан илал џенне. Значи, и тоа што рековме и малку порано, па и овој хадис уште ни дава детали дека Аллах субханаху таала со овој пат ќе му го олесни патот до џеннет, да влезе во џеннет. Зашто? Затоа што стекна знаење и со тоа знаење тој се знае што има обврски и ги обавува тие обврски према Аллах субханаху таала и со тоа ќе влезе во џеннет и тој пат ќе му биде полесен од другите
што не сакат да земат знаење. Во еден друг хадис пратеникот вели: "Идha мат ибн Адам инqata амелу илла мин thalath." Значи синот на Адем или односно човекот кога умира, сите негови дела се тука престануваат. Кажува илла мин thalath, значи освен три дела. Значи после смртта човекот има нешто три работи што и после смртта продолжуваат човекот да зима севапи, да зима еџер. Од тие се садакатун џарија. Прво е садакатун џарија, што ако нешто човекот кога бил жив направил нешто што имат корист после другите, после негова смрт, човекот умира и кој има корист после негова смрт, севапите му идат на оној што умрел. Другото е илмун юнтефау бихи. Значи ако бил научник, верски научник, ги учил некој или пишувал книга, се после смртта, негова смрт, кој има корист од таа книга или од тие негови ученици, севапот ќе му отиде и се додека продолжува тоа и се додека читат од неговите книги. Илмун юнтефау бихи. Значи од овој дел од хадисот видиме дека стварно од знаењето човекот и после смртта има корист. И после на крај вика и веледен салихин јад'у леху. Иако оставил некој од неговите синови да е добар, што се моли за него. Сите овие работи имаат врска со знаењето. Оти садакатун џарија, ако имал материјално тој направил нешто, ако немал материјално стекнал знаење и ги учил другите, напишал книга, после негова смрт сите имале корист од тие книги и од оние ученици. Па и го имал синови и ќерки, ги научил тие и тие после негова смрт се молат за нивниот родител. После без знаење овој живот нема никакво значење, и затоа Мухамед салаллаху алейхи ve sellem вика ед-дунја мал'унатун ва мал'унун ма фиха. Се овој свет, овој дуња е проклета и се е проклето што е во овој свет. Илла зикруллахи таала, освен спомнувањето на Аллах субханаhu таала. Се е проклето. Ама освен спомнувањето на Аллах субханаhu таала. Па вика после вема вала и све што е со Аллах субханаhu таала. Ва алимен ау муталимен. После на крај вели и не се проклети, значи алимен, научниците, исламските научници, во муталимен или оние што учат кај нив. И затоа и од овој хадис изводува што имаме корист да знаеме дека и наша средба се не спаси нас од проклетството на дуњалукот. После од друг хадис пратеникот Мухамед салаллаху алейхи ve sellem вели мен хараџе фи талебил илми фахуа фи сабилилlah. Значи оној што излегол за да стекне знаење, тој е во фисабилlah, тој е во патот на Аллах субханаhu таала. Овие пак во друг хадис вели Мухамед салаллаху алейхи ve sellem фадлул алими алал абиди ке фадли ала абнакум. Значи алимот или исламскиот научник има толку значење како што на другите, како што имал значење Мухамед салаллаху алейхи ve sellem на другите кога бил со сахабите. И
После вели инна Аллахе ва мелаикетаху ва ахлу самавати вал ард hatta nemlete fi hujriha ve hatta al-hutu le yusalluna ala muallimin nasi l-khayr. Allah subhanahu wa ta'ala, pa angelite, melecite, pa site što živat vo nebesata i mravkata vnatre vo zemlja i site ribi što se morinjata činat salavat, znači se molat za ono što gi uči drugite hajr, što gi uči drugite od to što treba od verata. После u drug hadis veli Muhammed sallallahu alaihi wasallam men seleka tariqan yabtaghi fi ilman sahla Allahu lahu tariqan ila al-janna. Znači to što ke zima pat čekori sve dodeka ne stigne vo mesto kaj što ke nauči nešto, Allah subhanahu wa ta'ala ke mu golesni pato do džennet. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talib al-ilmi ridan bima yasna. A melecte ke gi stavat nivnite krilja nad onoj što bara znanje i za ova se radosni što pravi toj, so ova što saka da stekne znanje. Ridan bima yasna. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fi al-ard. Za ono što za alimot i ono što uči činat istikfar, znači se molat za da Allah subhanahu wa ta'ala im prosti nivite greovi, sve što se na nebesata i na zemlja. Site suštestva se molat za tije što učat. Site suštestva, znači sve što ima na nebesata i sve što ima zemlja. Allah subhanahu wa ta'ala kako gi stvoril tije i site tije suštestva se molat za onije što je učat i saka da naučat nivnata vera za da gi obavat nivnite obrski prema Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fadl alimi ala al-abidi ke fadl al-qamari ala sa'ir al-kawakib. Znači, značenje to na naučnikot, na islamskot naučnik, na drugite je isto kako što ne sunce to nad zvezdite kamer mesečinata nad kako sveti mesečinata повеќе od другите звезди. Значи така е значењето на алим, на научникот спрема другите робови на Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innal ulama warathatul anbiya. А ова е многу значаен дел од хадисот, значи научниците, исламските научници се warathatul anbiya, значи го следе не سبحان الله بيتكلم سيدنا ورثة الأنبياء نه وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. И хадисот што го спомнавме пред малку, Muhammed sallallahu alaihi wasallam veli во друг хадис надар Аллаху мраан самиа минна шејен фе беллегаху кема самиаху. Значи Allah subhanahu wa ta'ala ќе му освети неговото лице на оно што ќе слуша од нас нешто, па така ќе го предаде на друг без да додаде нешто или да остави нешто. Феруба мубеллигин ава мин сами, значи на оно што ќе му предаде хадисот, тој може да биде да знае повише од оној што го предал хадисот. Значи од хадисот може некој да извади
многу значајни работи, што оно што го предал можеби не бил поучен од оној другиот. Наследници на пратениците, тоа не беше. Да, наследницава не, добро, има друг збор. Ова што знаење што го стекнуваме ние, се што учиме, имаме обврска да ги учиме и другите. Тоа ни е обврска. Аллах субхану таала пратил мелеци да го струшат на едно место, па тие се вратиле и му рекле на Аллах субхану таала, најдовме еден човек таму, се клања, тебе тоа обожава, ширк не ти чини и е позади во некое место таму скриен, и го сретнавме него и се вративме. Аллах субхану таала им рекол на мелеците, фебихи фебдау, со него почнете да го струшите тоа место. Тој знаел, а не излегол да ги учи другите. Значи, оној што знае мора да излезе да ги учи и другите. Затоа пратеникот Мухамед салаллаху алейхи селем вели: "Мен суиле ан илмин фекетемеху улџиме јаумел қијамети билиџамин мин нар." Значи, оној што ги го прашуваат нешто од знаењето што го знае, и ако го скрие тоа, не им кажува од знаењето, улџиме јаумел қијамети билиџамин мин нар, значи на него ќе му стават како од каишите што му ги стават на конјот. Узди, ќе му стават узди од пламен, од огин во судниот ден. Затоа што не сакал неговото знаење да го шири или да одговара на прашањата што го прашувале. После, ние кога учиме, тоа учење треба да е со искреност према Аллах субхану таала и не треба да имаме во нашиот ниет дуњалук или нешто друго. Пратеникот салаллаху алейхи селем вели: "Мен тааллама илмен мимма юбтага бихи ваџху Аллах аза ва џал, ла јатаалламуху илла лиюсиба бихи ардан мин ад-дуња, лем јеџид орфел џеннети јаумел қијама." Значи, кој ќе стекне знаење? Од знаењето што со тоа се стекне, значи, искреноста или радоста на Аллах субхану таала. Но тоа знаење толку ќе го користи после за многу интереси на дуња, во судниот ден нема да го мирише од мирисот на џенне. А во други хадиси вели Мухамед салаллаху алейхи селем, мирисот на џенет се може да го мирисе човекот 30 години далеко од џенетот. Може да го мирисе. Тој нема да го мирише и мирисот на џенет, тој што прави така. Учи знаење од верата, а со тоа има намера да стекне нешто од дуњалукот. Аллах да не чува од тоа. После, ние што треба да се плашиме, дека Аллах субхану таала, кога ќе им даде знаење на луѓето, нема тоа знаење да го зима со неговата шака. Нема да ја зима. Него што станува со луѓето? Умират алими. Кога умират алими, почнуваат тие што не знаат, тие да дадат фетва. И вика во хадисот од Абдулlah ибн Амр ибн Ас, вели Мухамед салаллаху алейхи селем, вели Абдулlah ибн Амр ибн Ас, семието Расулаллах салаллаху алейхи селем, сум го слушнал пратеникот салаллаху алейхи селем, кога рекол: "Инна Аллаха ла јакбидул илме интизаан јентази мин нас." Значи, Аллах субхану таала нема да го зема знаењето од луѓето како што земаме нешто со рака. Не, така не го зема. Валакин јакбиду ел илме би кабдил улема, значи знаењето ќе го зема кога умират учените луѓе. Хатта идha лем јубqi алимен, се додека нема да остави ни еден алим, нема да останат. Иттахада нас русан џухала. После ќе поснат луѓето најнеучените луѓе. Тие ќе ги прашуваат за вера.
فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ إِلْمٍ. И после почнуваат да ги прашуваат и тие ќе одговарат без знаење, без илм. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. И тие и сами ќе скришнат од патот, и сите тие луѓе што ги прашувале, и тие ќе идат од далалет и ќе скришнат од правиот пат. Затоа ние го молиме Аллах субхану таала да ни даде корисно знаење, да се служиме со корисно знаење и да и луѓето да ги научиме со ова корисно знаење, да бидеме на прав пат се до последниот здив, па кога ќе преживеме во судниот ден, да сме искрени и да сме пред Мухамед салалаху алейхи ве селем и сите добри робови на Аллах субхану таала. Ја го молам Аллах азza ва џел секогаш да се сретнеме со вакви средби и да ја научиме нашата вера и да знаеме што ние треба да направиме во целиот нашиот живот и кои обврски ги имаме пред Аллах, сите да ги обавиме како што треба и како што Аллах субхану таала бара од нас. Валхамдулиллахи раббил алемин ва саллаллаху ала Мухаммедин ва ала алихи ва асхаби аџмаин. Allah da го награди шејх Али на ова истрпно предавање. Алхамдулилlah што ете така ме потсети на овие ајети, на овие хадиси. Прашање, како што рековме вчера, значи јас малце добив, значи ќе мора да скратиме денеска, нема многу да се здржиме, само на 1 до 2 прашања што ги добивме интересни, што се врзани со темава. Значи имаше прашања за џини, за ова зона. Вие може не го знаете, има шејх Али има Facebook профил Али Шабани. Се надевам нема да биде грешка, да ете го додадете како пријател и да му ги пратите прашањата што се од лична природа, лично на него. И он иншалла ќе одвои време да ете ви одговори колку што може, бидејќи некои прашања бараат поисцрпно истражување. Ете конкретно ќе кажам, значи овие прашања што ги добив, значи тоа се лични прашања и нема потреба да ги излагаме овдека. Сега имаме од еден брат прашање, само да го видам, ќе ме халалите, што он побара и да се преведе, нема иншалла да биде проблем. Добро. Братот прашува, накратко коментар или тефсир на хадисот. Ебу Хурейра пренесува дека пратеникот саллаллаху алейхи ве селем кажал: Возвишениот Аллах пред крај на секое столетие, секој век, испраќа на умет еден учењак кој ќе ми обнови нивната вера. Ебу Давуд, Хаким и така. Значи според вас, значи како ете што сте завршиле, значи специјалност шеријатско знаење, кој е учењак на овој век? Минатиот, валјда овој век не е завршен, значи минатиот век се мисли. Има и друг хадис, и овој хадис, значи има и друг хадис вели на секој 100 години. Па можеби истиот хадис така е преведен. Можеби да. Спрема мене, значи ние ги поштуваме сите алими што се од правиот пат и меѓу нив ја спрема мене сум го одвоил Шейхул Албани, Насрудин Ел Албани, и не сум ја единствениот што го вели ова, ја сум само еден ученик. Тоа го велат и многу алими, многу големи алими го викат дека Шейх Албани тој е алимот на минатиот век. Значи многу се разликувал меѓу другите алими со неговите ставови, со неговото знаење, почнал со знаење од 19 година, па без никаква пауза, кога го посетил неговиот ученик Ейдел Аббаси, вели секогаш кога сум отишел да го посетувам во библиотека, да го учел, тој ја отворил библиотеката, тој ја затворил. Сите доаѓале, отишле, тој е бил првиот и последниот во библиотека.
и секој пат кога сум отишел кај него да го посетам, сум му ги слушал звукот од неговите црвови, од глата. Па викам, па рекол, сум излегол, сум му купил некој сендвич и почнал да јаде сендвич и почнал да страниците на книгата пак да ги врти. Не престанал читајќи ги книгите. И додека јадел. Значи, тој и живеел над 80 години и се бил секој ден, нема ден да оставил без да чита, да научи нешто од ова знаење. Затоа и Аллах субханаху таала го воздигнал толку и некој што не се со него, не се вика дека дали го сакаш, без разлика, дали го сакаш Шех Албани или не го сакаш, не можеш ти без да ги имаш неговите книги во твојот рафт. И за него многу има да зборуваме само ние само со толку иншалла нека биде во врска со Шех Албани. Шех Али, Аллах да те награди, нема поише да прифаќаме прашање, и ако имаш уште едно, поврзано е со ова, значи и да го сакаат и да не го сакаат луѓето, мора да имаат неговата книга, бидејќи неговите книги се најстудиозни на овој век, значи обработуваат многу студиозни теми. Ние иншалла планираме сега, зависно од твоето време како ќе бидеш на располагање, значи од една недела па и понатака, значи не некој мини курс, али ете нешто поврзано со значи обработка е баш оваа тема знаење па услови на шехадето, значи да продолжиме инкијат, нели убедување ако може или нешто така слично, и по предлог на слушателите, бидејќи гледаме дека иншалла ќе има голем интерес, бидејќи на македонски јазик нема многу, значи претежно малце се и предавања, па ако си со желба, значи еве и се надевам дека тие што биле денеска ќе дадат соодветно свое гледање. Ја би им рекол на слушателите, ја многу сакам да придонесам за оние што сега морат и на македонски да слушат, само ја пак се извинувам на еден начин што мојот речник не е баш многу богат. Само иншалла барем да се разбереме, па идните средби иншалла ќе бидеме и уште поспремни, за да бидам и уште појасен за оние што слушат, што не слушат нас. Закала. Прашањата понатако, ако имате уште некој, значи додадете го Шех Али или можете на Повиком вистината, значи povikomvistina.org ова го организира, виртуелна медреса конкретно, значи овде ќе имаме обука за учење акида, ахлак, има и други даи, ќе вклучиме, иншалла, тоа све со Аллахов изен, колку имаме време, сепак овој интернет свет. На крај, ја викам, спремаме и некој официјално може и ќе биде дали испрашување баш пред Шех Али, он би требало да биде тој што директно ќе го води ова. Вас ве поздравувам, Аллах да ве награди што бевте учествувавте во ова добро дело, сите заедно. Пак ќе се чуеме, ќе ви известиме на време наредната недела, значи кога ќе биде сабота недела, кој термин, да нема измени, да не испадне дека не можеме да дојдеме. Саламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху. Уште нешто ако има, Шех Али? Ако не. Ако нема прашање, тогаш не. Толку ја мислам дека ќе ги дадат прашањата на лично на вас, тие што се приватни прашања. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.